Добар ден во Аргумент Плюс. Денеска зборуваме на една тема на која што се навраќаме од време на време, иако треба да биде, се разбира, и доста поприсутна во јавноста. Вчера беше 8 април, светскиот ден на ромите, и во тие ситуации секогаш се прашуваме како живееме. Како живееме во нашето општество, како живееме со нашите сограѓани кои што се од ромска националност. Дали тие ги имаат сите права само на хартија или навистина се интегрирани во општеството на начин на кој што сите ние би сакале да биде. Имам чест гостин во моето студио да биде Ашмет Елезовски, директор на Националниот ромски центар од Куманово, инаку мој поранешен колега новинар. Господин Елезовски, добар ден и добре дојдовте во студиото. Добар ден, ви благодарам многу што одвоите време и овозможивте. Инаку јас сум македонец, по мајка и татко ром, и драго ми е што ќе можам да кажам она што навистина повеќето граѓани не го знаат, а треба да го знаат. На почетокот рековме дека ќе се осврнеме на повеќе теми кои што се важни за интеграцијата на ромската заедница во нашето општество. Задоволни сте ли од тоа како тековните напори на институциите за решавање на проблемите со кои што се соочува ромската популација се етаблирани и се прават? Пред себе би сакал да кажам дека ромите се интегрирани. Не ми кажал дека ромите не се интегрирани. Ние имаме плејада на успешни роми. Инаку ромите се богатство на оваа држава. Бијќи се првата медиумска информација произлезе од Македонија. Првата ромска граматика и јазик произлезе од Македонија. Првиот учесник на Светскиот конгрес кој се одбележува денот на ромите во Лондон 71 беше господин Фаик Абди и многу истакнати други личности. Инаку јас како граѓанин на оваа земја едноставно чувствувам морална одговорност да кажам дека не би кажал само светски ден, туку би кажал ден на ромите. Но тоа не е само ден на ромите, тоа е ден на сите граѓани на Македонија да осознаат, да разменат информации, да направат една културно вреднување на историјата и традициите, бидејќи навистина мене ме воодушеви присуството на целокупниот дипломатски кор во Македонскиот народен театар, кога се одбележи 8 април, како и премиерот на владата и повеќето представници од министерствата, министерот за односи меѓу заедниците, значи беше тука и говорот кој го направија беше на место, значи, но меѓутоа дали тоа ќе остане во хартија или навистина ќе се променат работите, бидејќи за жал јас можам само да кажам дека она што ни се случи во Кочани ја отвори Пандорината кутија. Моје сочувство до моите најдобри пријатели од сите градови во Македонија. Значи јас имав таква една соработка со луѓето од Кочани. Жал ми е не само од Кочани, и од другите места, но меѓутоа се надевам дека има една изрека, животот мора да продолжи, како и да е. Инаку што се однесува за денот на ромите, ако го споредиме од периодот на независноста на Македонија или од периодот на екс-Југославија, можеме да кажеме дека има развој. Најголем развој е постигнат на полето на образование и на полето на вклучување на ромите во одредени институции и вработувања. Сега има одредени, ова морам да го кажем, бидејќи тоа чувствувам во мојата душа. Јас сум реален човек познат како без страв да ја каже вистината, бидејќи минатата година во лето бевте информирани медиумите,
некој сакал, не сакал од моето јавно говорење пред изборите, ми ја запали колата пред мојот дом вечерта. Тоа беше порака дека не треба да бидам толку силен, да критикувам една или друга страна, како и да е, но меѓутоа јас останам на тоа дека ромите не се евидентирани никаде во светот како терористи. Ромите не се евидентирани никаде во светот дека сакаат војни. Ромите сакаат еден соживот, градење на доверба и почитување. Сега што имаме сега појава и помеѓу нас ромите, значи појава на дискриминација и расизам и антициганизам, тоа е нормален тек на развојот. Бичи, ако тоа се случило во кај близината, тоа мора да се префрли, тоа е како еден вид на вирус. Сега има одредени роми кои запоседнале одредени позиции во институциите и мислеле дека се венчале со таа столица и не ја пуштаат. И преминуваат од една партија во друга само за да задржат позицијата низа години. И таа интеграција, што зборуваме, не е започната сега некој да тврди, тука е започната благодарение на постарите генерации. Јас, господин Чадиковски, ве ценам, а од друга страна ценам и телевизијата, бидејќи секогаш остава простор на гостинот да ја каже она реалноста. Јас би сакал да кажам дека ние ромите никогаш не сакаме да бидеме пречка за одреден развој на некого. Ама од друга страна, многу пречки се прават кон нас. Инаку, ние совесно и одговорно, например, и јас и со организацијата, направивме неколку документи кои сега се користат во Министерството за образование и на другите сектори. Со Министерството за транспорт и врски и направивме револуцијата на полето на домувањето. Регистриравме над 2500 куќи во Република Македонија. Тоа е се огромни средства и добија имотен лист. 3 пати заедно со Министерот за транспорт и врски го надополнувавме законот и се пролонгираше. Да допрашам, бидејќи ги спомнавме субстандардните услови на домување, вие го споменавте Кочани, каде што видовме еден субстандардни услови на функционирање и работење. Еве во случајот беше на една дискотека и тоа го имаме веројатно во сите сфери на општеството. Без разлика дали се тоа македонци, албанци, турци, роми, срби и така натаму и така натаму. Значи како општество се соочуваме со еден проблем во кој што навистина треба да се стави ред. Ако конкретно се осврнеме на проблемите со кои што се соочуваат ромите и ромската заедница, што може да се направи за да се подобрат тие инфраструктурни можности за живот во населбите каде што живеат ромите? Ја спомнавте, легализацијата е едно, меѓутоа тоа е само еден чекор. Веројатно на тоа треба да се надоврзат многу повеќе. Токму тоа е вистинската причина што се уште имаме гетоа, ромски населби. За жал, иако имаме и тоа е богатство, имаме првата светска општина и мислам дека нема да има ромска општина во светот како што е Шучоризари, но меѓутоа што се однесува на решавањето на домувањето. Тоа што се случи во Кочани може да се случи во секој град. Значи, ние имаме се уште голема неконтролирана градба, бидејќи парите, бидејќи во многу книги или како што беше од нашиот познат писател, неконтролирана и небезбедна градба. Парите се отепувачи на животот. Значи, бизнисот не гледа дали на некого ќе наштетите. И ја не би сакал да кажам дека многу аналитичари изборуваат дека треба да се направи вака или онака. Јас бев учесник на многу настани, како тука, така и надвор. Ја би сакал да кажам дека на нас ни е потребна една поопсежна реформа или еден вид како детето што се раѓа, почнува да оди. Значи, треба да ги вратиме вредностите на човечноста. Чекор по чекор. Чекор по чекор, бидејќи ние го изгубивме осетот на човечност.
Ние не зборуваме, ние не контактираме, ние немаме диалог. Јас само едно ќе кажам. Јас ја имав таа среќа, што тоа е најголем висок дострел за мене, соработував со универзитетот во Барселона. Универзитет познат во светот, на шенгенската листа, преку програмата Erasmus+, деканот не прими, со наставници бевме, и работевме на диалошки собири, диалог, развој, начини, метода, како тоа се да се среди. И мислам дека на нас не е изгубена патот кон диалог, патот кон вистинската информација. Вие се трудите, медиумите се трудат, но меѓутоа граѓанинот премногу навлезе во, така да кажам, модерниот начин на живот, многу веруваат на социјалните мрежи, отколку на фактите кои се презентираат преку националните медиуми и локалните медиуми, и на вистина, а дури и фактите укажуваат на тоа дека и луѓето кои се на позиција политички, од министерот, председателот на државата, председателката на всушност и останатите сите, кои сме или на локално и национално ниво, биќе, кои сме ние? Граѓаните. Па ние сме државата. И од кого треба да тргне таа интеграција која што ја зборувам? Од нас? Од граѓанинот. Од граѓанинот. Како, што правиме за тоа да се случи заеднички? Па треба да почнеме да... Мислам, не само вие и јас. Што прави општеството? Тоа ми е прашањето. Општеството молчи и чека некој друг да ни ги решава проблемите. Чека некој експерт од странството да ни продава магла. Не. Доста е од тие такви ветувања. Ние треба да почнеме да комуницираме, да бараме излез од ситуацијата во која се наоѓаме, да промениме лица кои се навлезени длабоко во корупција, од највисоко ниво па до најниско ниво, биќе тоа е како кога имате, немој да ме сватите погрешно, но еден политичар рече, ако ја имате болеста на рак, одредени политичари се исто како да имаат болест на рак, додека се не искористат, додека се на позиција, не оставаат политиката. Да ви кажам едно, од сите политичари, и ова должен сум да го кажам, кој единствен во Македонија си го одлежа она што го погреши. Единствено, ромскиот пратеник Амди Байрам, нека му е лесна земја, од другите политичари, другите не одлежаа. Ги гледаме по разни настани, купуваат повторно свој имот и така натаму, да не навлегувам премногу, но меѓутоа, граѓанинот мора да се освести. Граѓанинот мора да комуницира со своето семејство, со своите деца, мора да имаме контрола врз самите нас, треба да знаеме да вреднуваме Господот што ни ја оставил вредноста на комуникацијата и да сваќаме дека денеска комшијата е најдобриот пријател, без оглед дали си муслиман, христијан, католик или некоја друга религија. Жално е што не се случуваат војните, поради големите интереси. Жално е што одредени политичари кажуваат тези кои во реалноста воопшто не се сопаѓаат, а од друга страна, жално е и што младите ја напуштаат земјата од една причина која е реална. Тие бараат токму тоа сакам да ве прашам. Позитивна... Тоа е болка за целото општество, не само за едните или за другите. Меѓутоа, особено кај младите роми, оние што се високо образовани кадри, кои што го бараат своето место надвор, тоа предпоставувам влијае на распарчување на внатрешното ткиво. Како да ги задржиме високо образованите млади роми тука? Токму така. Ние, за жал, во последните 2 години имаме 10 лекари кои заминаа во странство и се стручњаци во својата струка сега. Имаме еден кардиолог, специјалист веќе постанал, тоа е во Швајцарија, во позната болница, друг е во Германија. Останатите се уште се совршуваат. Имаме и медицински персонал, од друга страна имаме многу правници кои заминали и да ви кажам, жално е што отише да работат друга струка, а не да останат во државата, за да помогнат
од правен аспект и од други аспекти да се направи тоа. И жално е што имаме, морам и тоа да го кажам, имаме и луѓе од различни националности кои се на добри позиции, а меѓу нив и роми, кои манипулираат со одредени фондови. Бичи искрено, ја ќе ви кажам, јас сум можеби единствениот што реално, така сум се родил, моите родители се моето најголемо богатство, за жал не сум меѓу живите, но меѓутоа сите ние у времето на екс-Југославија завршивме високо образование. Јас сум успешен родител. Моите деца се со сите завршено високо образование. И јас од тоа поголемо богатство од вашите деца. Ако нешто ми се случи на моите деца, мене живот не ми треба. Сакам да кажам дека ова треба да го сватат како порака. Ако моите деца одлучат поради лошиот третман и условите тука да ја најдат својата кариера, јас сум разочаран. За колку се мачев, за колку се трудев, за колку... Потешко ли е за младиот ром отколку за младиот македонец, например? Не, исто е сега. Сега сме, не ги делам. Значи, ситуацијата е толку... Значи, имаме проблем со систем. Да, со системот, да. Години ја распарчува земјата. За ромите можеме да кажеме, зголемено е тоа уште 3 пати, али меѓутоа, ако ставиме на вага, ние... сега има една позитивна работа. Во последната година, да кажам, поради тоа што голем број на млади замина, ние не можеме да очекуваме ром да работи на каса во Веро или ромка. Разбирате, тоа е за мене... Да, се отвори просторот. Се отвори просторот и успешно работа. Која што во основа од секогаш можеле да ја прават, меѓутоа не им била давана вистинската шанса. Само не на каса, туку и на други места. Значи, имате кај вас колега новинар, што работеше и во други медиуми. Така да, тоа само докажува дека треба да се вреднува човекот и да не се гледа по националност. Затоа јас останувам на ставот дека ни треба реформа чекор по чекор. Ни треба една не стратегија, нема да ме сватите погрешно, не планови. Тоа се харти, куп на харти. Европската унија, Советот на Европа има резолуции, декларации, не знам, купиште на харти. Но меѓутоа, ако се направи анализа, биќе работев и таму неколку години, и за ОПСЕ работев на изборите, мислам дека и таму има пропусти. Не може да се каже дека се е феноменално. И ти имаат пропусти големи. И треба и да ги прифатат. Биќе нивните вложувања, и она што сакав да го кажам, дека јас од одреден проект кој ми останаа пари, значи, и според нивни оценки, јас ја вратив вредноста. Може би сум единствената организација што вратив тоа солидна сума со тие пари, може да ви кажам да се живеам солидно, ама не. Јас сакам мирен живот да имам. Биќе дедо ми, кој е роден во Кумано и е државјанин на Република Македонија, му пишуваше македонец во неговиот извод на родени. У времето на владењето на империјата на Турција. И сега сакам да кажам дека благодете, ако ние сме староседелци на оваа држава, и ние не можеме да ја мразиме. И затоа мојот повик е, луѓе, вратете го со животот. Оставете ги препокупувањата. Не е време да се препокуваме. Да оставиме солидни луѓе, биќе пред нас се локални избори, пред нас се избори на одредени институции, она што го зацртале, дали ова влада, или минатата влада, или не знам кои влади, биќе јас не знам по која причина, дали поради начин на мојот пристап, се имам видено со сите влади. Имам прием кај сите. А од друга страна да ви кажам, не сакам да оставам наназад, а да не споменам, се видов со многу истакнати светски лидери ни светот. Од Фидел Кастро, Джеси Джексон, па до председател и на многу држави, и што, сум требал да не ја мијам раката една година, биќе се поздравив со нив? Не. И тие се луѓе, и затоа треба и сите наши граѓани да сватат дека и на која позиција да сте, вие сте во интерес на граѓанинот.
Бијќи граѓанинот дава од своите придонеси за да платата се осигура на сите и придонесите бидат веродостојни. А социјалниот статус сега е загорчен на сите граѓани. Колку сте задоволни од учеството во политичкиот живот? Па дури и од вашите политички представници или политичките представници што пледираат да ја представуваат ромската заедница. Да ви кажам, дали сметате дека постои можност тука за една поголема диверзификација, за поголемо учество во политичкиот живот? Ете, спомнавте и доаѓаат и локални избори, утре ќе треба да се бираат советници, градоначалници и така натаму. Па да ви кажам, ова е искрено моје согледување. Секогаш кога доаѓа на власт десно ориентираните партии, ромите има некако поголема можност да бидат инволвирани, да добијат позиции, додека левата страна на партиите дава едно место да ги задоволат само интересите. И сега сакам да кажам дека тоа е согледување реално. Меѓутоа, јас можам да споменам дека првата влада на Македонија од независноста, која беше пратеник господинот Фаик Абди и после тоа и господинот Амди Байрам, тука е да го споменам доктор Байрам Берат и останати, тоа беше плејада на истакнати личности во политиката кои дадоа допринос Македонија да ги започне уште тогаш, бидејќи и јас се борев. Бев често во Брисел, но меѓутоа денеска никако не се слушаме. Но меѓутоа се надевам сега, бидејќи имаме министер за ромското прашање, господин Шабан Салиу, кој организираше феноменален настан. После го имаме таму заменик министерот Неджет Мусава, го имаме заменик министерот за локална самоуправа Ерџан и го имаме Јашар во односи со сите заедници, но меѓутоа за жал во минатиот состав имавме една ромска представничка која беше нем глас. Меѓутоа у овој состав жално е што партиите немаа слух еден ромски пратеник да има. Што мојата порака е, ние имаме советници, но меѓутоа друго е кога сте натре во највисокиот законодавен дом, друго е кога сте надвор од законодавниот дом. Бидејќи ние имаме интерес, бидејќи ја сакаме оваа земја, лојални сме, сега ќе имаме и многу предизвици. Пред нас е европските промени на политиките, стратегиите. Германија веќе навести дека ќе има символични враќања на многу граѓани, од многу националности, па меѓу нив и ромите, а тоа ќе биде не голем број на луѓе на кои ќе треба да се интегрираат, да им помогнеме да се вратат во нормалниот живот, а од друга страна ние за жал се уште не сме решиле со многу луѓе кои имаат завршени соодветни образованија и не можат да добијат одредени позиции, бидејќи само дека се од ромска националност, или имаме и лица кои се уште не можат да добијат или единствен матичен број, или пак не можат се уште се лица без идентитет. Иако акцијата беше почната, се уште, но меѓутоа ќе кажам една друго мое согледување. Првите луѓе на сите министерства се први луѓе кои водат, но меѓутоа подолните ешалони се најглавните врски на соработка, бијќи јас соработувам со сите институции, сакам да кажам, и многу позитивни ефекти кои беа направени и во извештаите, дури бевме споменати во еден извештај на Европската комисија, бијќи извештаите затоа ни доаѓаат со таков негативизам, бијќи последниот извештај, што е? Жалосно е. И мојата порака е, не ги изоставајте останатите граѓани. Немојте само две страни да зборуваат. Треба сите граѓани, според уставот, преамбулата, бијќи тоа е вистинското богатство. Сите граѓани, македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, се еднакви пред законот. И еднакво треба да одговарат. Но меѓутоа, во реалноста не е така. И застапеноста воопшто не е според рамковниот договор, тоа е само според политички клjuč. И затоа и го кажам,
Треба реформа, треба чекор, да сватиме дека човечноста е во душата, а диалогот е основното средство да се најдат начини како луѓето да комуницираат и како да најдат соодветни решенија. А соодветни решенија не се наоѓаат од денеска за утре. Затоа треба интензивен процес кој треба да оди 2 месеца, 3, 5 години најмалку, али од друга страна мораме и ова да го кажеме. И Европската Унија треба да не сватат и да ни одобрат и да ни олеснат во пристапот во европската фамилија, бидејќи само со нови проблеми, и да не навлезам со промена на името, останате, тоа не е моја бранша, но меѓутоа сакам да кажам дека кога нешто барате, треба нешто да... Се разбира, засилената интеграција на целата држава ќе помогне на сите граѓани, вклучително и на ромската заедница или било која што тука живее. Господин Елезовски, јас ми беше задоволство да ве слушам, ви благодарам што денеска бевте дел од Аргумент Плюс, ви посакувам се најубаво и се надевам се гледаме и во некоја следна прилика. Ви благодарам многу, само помогнавте многу истакнати роми од Јул Бринер, па до сите други, да имаат можност да кажат, да бидат горди од државата во која се родени, па и да се роми. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Ашмет Елезовски од Националниот ромски центар. Ние продолжуваме со останатата програма, тука некаде е крајот на ова издание на Аргумент Плюс. Пријатно.